Маре Зончева, почитувани слушатели, од егејскиот дел на Македонија. Ова убава песна "Егејки мајки нас не родија". Почитувани слушатели, вие сте на брановите на македонската радио програма 92,3 FM мегахерци, Triple Z од Мелбурн. И како што реков, ќе зборувам денес за длабоките македонски корење, наспроти она што го пропагираат нашите соседи, грците, особено бугарите. Тоа што мене многу ме интересираше, почитувани слушатели, беше, односно фактот, дека и денес ве слушнавме и во вестите, ние треба да го промениме уставот, да влезеле бугари во Уставот на Република Македонија. Од друга страна, пак во 1911 година и 12 година, пред почетокот на Балканските војни, она политика што ја водеа бугарите, дека нема македонци, дека Македонија, целокупна Македонија е бугарска, водат една многу интензивна политика на парчење на македонскиот народ и целокупна Македонија, Значи, начело со премиерот тогашен Иван Гешов и царот германски донесен во Бугарија Фердинанд, направија една голема политичка активност Македонија, односно Отоманската империја, да се протера од Македонија и пленот Македонија да се подели меѓусебно. Таа иницијатива за волја на вистината мораме да ја туркаме напред, да знаат и македонците во иселеништвото, македонците во Македонија, македонците во поробените делови, во Егејска Македонија, во Пиринска Македонија, да знаат дека ова што го бараат денес бугарите и гледате што бараат во Република Македонија, бараат само бугари, а не бараат бугари во Егејска Македонија, не бараат бугари во Србија или на други места, а токму тие ја водеа таа политика, прво со Србија, подпишаа договор, второ со Грција, повторно подпишаа договор за поделба на Македонија. Ние мора да сме многу внимателни и ако не ја знаеме нашата историја, многу тешко ќе биде, почитувани слушатели. Инаку, знаете дека формирани се две ненаучни комисии за образование, со кои треба да се избриши македонскиот идентитет, да се избришат македонските корени, се избришаја со Преспанскиот договор, за кој ќе направам паралела со Зоран Заев, Венизелос и Сипрас и овие другите, и поделбата на Македонија. Поделбата на Македонија мора да ја имаме во главата, затоа што се повампирија решенијата на големите сили преку Европската Унија, преку Обединетите нации, преку НАТО, само да нема македонски народ. А зошто да нема македонски народ? На кого им смета македонскиот народ? На кого им смета една мала државичка како Република Македонија? Им смета длабокиот македонски корен, им смета македонската цивилизација од античко време, па средновековно време, па во поново време и ден денешен. Ништо друго, инаку не им сметаат македонците, им смета цивилизацијата кој ќе мора да се да ја прифатат, а не сакаат да ја прифатат. Јас се зборував порано, меѓутоа сега ќе спомнам, еве ќе го поздравам Александар Стоичков од Бугарија, ќе го поздравам дека Охридскиот универзитет на Свети Климент и Наум Охридски е постар од Болонјскиот универзитет на Италија. А во Европа и во светот секаде се вели дека најстар универзитет
италијанскиот, болонскиот. Но да се вратам, почитувани слушатели, на хронологијата од Сан Стефано или Сан Стефанска Бугарија, која Сан Стефано е предградие на Истанбул, каде што русите направија договори, направија една вештачка држава Сан Стефанска Бугарија, која никогаш не беше влезена административно во сила, туку остана само во книгите на рускиот цар. За да ја разберете и трината на соседите и велепредавството на домашните изроди, мораме да ја погледнеме мапата на македонските страдања низ годините. Тоа не се само бројки, тоа се крвави засеци на телото на Македонија. Како што реков премиерот на Бугарија во тоа време Иван Гешов во 2012 година, не измисли ништо ново, тој само ја продолжи политиката на бришење која големите сили и нашите соседи ја почнаа многу порано. Еве редоследот ќе го читам, почитувани слушатели, за да не погрешам. 1878 година Сан Стефанскиот прелиминарен договор. Тука е коренот на бугарскиот сон за голема територија. Русија со цел да излезе на топлите мориња за трговијата и влијанието ја нацрта така наречена голема Бугарија, во која беше вшмукната речиси целокупна етничка Македонија. Тука е почетокот на дефиницијата дека Македонија е Бугарија, политика која Гешов ја спроведуваше со мастило, а денешните бугарски политичари ја спроведуваат со вето во Европската Унија. Познато е 1878 година Берлинскиот конгрес. Само неколку месеци подоцна големите сили ја распарчија Македонија и ја вратија под османлиската власт, оставајќи го народот да крвари под султанот, додека соседите се остреа за поделба на Македонија и игнорирање на членот 23 од Берлинскиот договор. 1912 година тајниот договор и тајниот анекс на Гешов, премиерот Гешов, како што веќе реков, на 13 март 1912 година Иван Гешов потпиша со Србија дека Македонија е спорна зона, што значи дека и македонците се спорни, односно по нивно, да речем, бугарите. Значи, воопшто не се интересирал тој, току ги предавал бугарите, така наречените бугари. Тој го подготви теренот Гешов за првата Балканска војна, каде Македонија беше окупирана, а не ослободена. 1912 година во 29 мај потпишан и договорот со Грција за поделба на Македонија со Венизелос, тогашниот премиер. Потоа, во 1913 година Букурешкиот мировен договор, ова е црниот петок на македонската историја, меѓу сојузничката војна. На 10 август 13 година Македонија беше распарчена официјално на 3 дела меѓу Бугарија, Србија и Грција. Тоа е годината кога започна официјалното бришење на македонското име во Егејскиот дел и во Република Македонија денешна. Потоа, почитувани слушатели, продолжуваме со политиките, светските политики, а кои овие беззрбетни држави на кои им дадоа нормално парче коска од Македонија во 1919 година, после Првата светска војна, Версајскиот мировен договор во Париз. По Првата светска војна големите сили по налог на Франција и Британија ја запечатија уште еднаш поделбата од Букурешт, игнорирајќи ги барањата на македонците за нејзината автономија. Продолжува, почитувани слушатели, потврдувањето на делењето на македонскиот народ и она што Бугарија го промовира 200 години дека Македонија е населена со бугари. Мува не ги лазело во минатото ниту за бугари, ниту за македонци во етничка Македонија. Единствени страдалници се само македонскиот народ,
а тие се корисници на работата на македонскиот народ, корисници на убавините на Македонија, корисници на цивилизацијата македонска, стара 2,5 милиони. Тоа се тие, почитувани слушатели, најдоја она што го најдоја. И да продолжам, за да памтите, да памтиме сите. 1943 година Техеран, Јалта и Потсдам, додека се кроеше новиот светски поредок во Втората светска војна, се одржаа овие состаноци. Во Техеран беа Сталин, Черчил, Рузвелт, потоа беа на Јалта, потоа беа во Потсдам и истото го потврдија нивното влијание, почитувани слушатели, и вие кои ме следите на социјалните мрежи. Го потврдија влијанието на Британија, влијанието на Германија, влијанието на Русија, Америка, кој да раководи со Вардарската долина, кој да раководи со Егејското море и Медитеранското море. Тука жртвата ја најдоја кај македонскиот народ. И сега, почитувани слушатели, доаѓаме до најболниот дел. Тоа се современите договори кои го довршуваат она што Гешов, Венизелов и српскиот премиер го направија. 2017 година договорот за добрососедство со Бугарија. Добро ви е познат, на сите сум зборувал милион пати. Подпишан од предавникот или велепредавникот Зоран Заев на 1 август, символично пред Илинденското востание, за да го понижи македонското востание. Со овој подпис Зоран Заев ја прифати бугарската теза за заедничка историја, што во превод значи, почитувани македонци, дека македонците се бугари со измислен идентитет. Тоа е анексот на Гешов во модерно Руво. Анексот е договорот помеѓу Бугарија и Србија од 13 март, тајниот анекс за кој што ќе зборувам во некоја друга прилика, затоа што е доста голем. Се извинувам. И тоа е анексот на Иван Гешов во модерно Руво преку Зоран Заев. 2018 година, Преспанскиот договор на 17 јуни во Нивици, како што знаете, Преспа, Зоран Заев го изврши врвното велепредавство на македонскиот народ, на македонците. Врвното велепредавство, заедно со неговата политичка партија и неговите послушници, кои денес живеат во Дубај и некаде на грчките острови. Со подписот на овој договор со Алексис Ципрас, за прв пат во историјата на Македонија, македонски политичар се согласи да го смени името на народот, името на државата, да го избриши идентитетот на македонците во егејскиот дел на Македонија, да го смени кодот на државата, да го избриши она што било нација, што бил народ, она што Грција не успеа со Букурешкиот договор од 1913 го доби со подписот на Заев во 2018 година, почитувани мои. Францускиот предлог, продолжената рака на сите договори што ги наброев, да ги повторам уште еднаш ако сакате, Сан-Стефанскиот, потоа Берлинскиот, потоа оние тајни договори на Иван Гошев со Србија, Грција за поделба на Македонија, кој никој не пишува за тоа и никој не зборува за тоа во Бугарија и во Грција. И во Република Македонија многу малку има за тоа, бидејќи архивот на Македонија или настаните ги чуваат во Бугарија, Грција, Србија, или пак дел во тоа дали има, не знам, во
другите држави. И францускиот предлог под покровителство на Европската Унија, се сеќавате Лисабонскиот процес и Макроновата дипломатија. Македонија беше принудена да го прифати бугарскиот диктат во преговарачката рамка. Ова е современиот Берлински конгрес, каде што Брисел го презеде чеканот на арбитарот на Русија, од Русија за повторно да го брише македонскиот идентитет. Погледнете го континуитетот. Бугарија, Србија и Грција никогаш не се бореле за македонците. Тие се бореа во Лисабон, во Обединетите нации, во Париз, во Софија, во Атина, за да ја имаат територијата, исто и Белград, да не го испуштаме, а да го нема македонскиот народ. Гешов во своите мемуари, во неговите текстови, лично пишува, барем признава, дека пазарел. Заев пак се обидува предавството да ни го продаде како победа. За нас, македонците, ова е една иста војна која ќе трае векови. Противниците се и трите соседи, алатката се големите сили, порано Русија, денес Европската Унија. А злото е секогаш домашното предавство. Зоран Заев е само последното име во таа срамна низа која почна со Итрина на Гешов во возот, каде што се договараше со српскиот премиер Миловановиќ. Но, како што Македонија ја преживеа 1913 година, ќе го преживеа и ова велепредавство, зашто историјата не ја пишуваат предавниците со пенкало, туку народот со својот непокор. Третата и најстрашна паралела, почитувани, е тајноста. Како тогаш, така и сега, Гешов и Миловановиќ во 1912 се криеја по затворени возови, бегајќи од народот за да ги потпишат кобните анекси. Заев, Ципрас и Борисов го направија истото. Се криеја по луксузните вили и меѓународни канцеларии, далеку од народниот гнев. И во двата случаи Македонија не беше сојузник, туку беше месо на масата за кое се остреа туѓите заби и ножеви. И кога Заев, имаме уште 5-6 минути, и кога Заев се ракуваше со Ципрас, се сеќавате во Преспа, и кога му е зеде и вратоврската, тоа не беше ракување на двајца равноправни лидери, на Лигуш и на лидер. Не, тоа беше чин на понижувачка капитулација преди трината на една дипломатија која не е променета од времето на Венизелос, а Борисов тоа со она исто подсмешлива насмевка го туркаше Заев во прегратките на заедничката историја, истата Итрина што ја гледаме во мемуарите на Гешов, каде тој со гордост го опишува предавството како врвен успех на бугарската државност, почитувани. Но слушајте ја добро разликата, зашто тука лежи и болката. Гешов, Миловановиќ и Венизелос беа непријателите на Македонија, но тие беа лидери кои се бореа за проширување на сопствените држави. Тие си ја гледаја својата нација. А Зоран Заев, тој е единствениот изрод во светската историја кој се бореше за намалување и обезличување на сопствената држава и народ. Тој го изврши врвното велепредавство кои тие не успеа да го украдат цели 100 години, да ги украдат оние 100 години кои се борат. Ако мемуарите на Иван Гешов, тогашниот премиер, се исповед за еден пропаднат сојуз, историјата на Заев ќе биде запишана како страмна дамка и прирачник за тоа како една држава се предава на тацна без испукан куршум. Овие два трилинга, оној од 1912 е секогаш цел на туѓата алчност. Но истата крвава нишка, македонската земја е секогаш цел на туѓата алчност, но таа Итрина станува реалност само кога ќе најде домашен изрод, Лигуш, додека Ципрас и Борисов собираа награди и почести за заштита на своите интереси, Заев ја доби срамотната етикета
да човек кој ја заложи сопствената нација за една минлива насмевка од Брисел. Кога Гешов пишува за злосторничко безумие, тој мисли на војната. Но јас ви велам, денешното злостворство и злосторничко безумие, почитувани македонци, е оној лажен мир што ни го донесоа Заев, Борисов и Ципрас. Тоа е мир кој не брише од мапата на народите и трината на соседите е вековна, но велепредавството на собствениците, на собствените е она што ја прави оваа рана најдлабока што боли. Кој ти го изваде окото? Оти толку е длабока дупката, па брат ми го изваде окото. Нека овие зборови бидат вашиот повик, односно за будење на македонскиот народ. Не дозволувајте новите анекси од Франција да го довршат она што го почна во возот Гешов и Миловановиќ српски, а потоа Венизелов грчки, пак повторно со Гешов. Македонија преживеала тогаш, мора да преживее и сега наспроти сите трговци со нашето свето име. За многу години да е Македонија вечна, почитувани слушатели и вие кои не следите на социјалните мрежи. До слушање од мене Ицо Најдовски Перин, до следната наша македонска радио програма.